Јас сум кажувал, но и Социјалдемократскиот сојуз цврсто стои на ставот дека денеска плата од прилика на 30.000 минимална плата со притисок за сите други плати да растат е потреба. Не ни силење, не нит барање нешто што не би требало да одговори или бараме, како викаат народски, преку леп погача, туку е потреба на граѓаните, затоа што такви се констелациите севкупни. Ако тоа не го направиме, ние многу брзо ќе се најдеме во период во кој што нема да имаме веќе кој да работи, и тогаш било која политика, било која мерка е нецелисhodна. Дали во овие 8 месеци видовме некаков резултат од работата на Министерството за енергетика и рударство? Ако кажам јас дека не сум видел, ќе кажете еве го опозиционерот кажува дека јас сметам дека народот нема видено. Ќе ги видиме податоците за како се справуваме со енергетската криза и ќе бидат фрапантни. А тоа ќе значи дека нашите енергетски капацитети во суштина не произведуваат онолку колку што би требало да произведуваат и колку што произведува кога беше најголемата криза. Наспроти тоа, ние купуваме електрична енергија затоа што има аварија овде, има аварија тамо. Ја не зборувам за причините. Има доволно време за да се справат со сите причини. Впрочем, гледаме дека има одредени превирања. Но владата е таа, особено сега што има Министерство за енергетика, кое што би требало многу близко да ги следи состојбите, е таа која што треба да одговори на граѓаните. Зошто нашите пари денеска одат надвор од државата?